Буџетот е ликвиден, а сите задолжувања кои се прават се согласно планираниот календар. Министерката за финансии испрати порака дека Народната каса е во добра кондиција и повика, ако е потребно, и државните ревизори да направат увид во состојбите. Проблемите на кои реагираат граѓаните и бизнисот, дека државата бавно прави поврат на ДДВ, Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска тврди биле од технички аспект и се работи на тоа да се надминат. Проблем во Министерство за финансии најодговорно тврдам дека нема. Еве, ако некој мисли дека има, го повикувам Државниот завод за ревизија веднаш да влезе во Министерството, веднаш. После оваа дискусија, веднаш да дојдат и да видат дали во системот стојат налози за мој ДДВ. Технички е проблемот. Оно што го зборуваме во континуитет. Не можете вие да очекувате 7-8 години да не се надгради ништо во управата за јавни приходи и после толкав период вие да очекувате наеднаш сега да биде секако што треба. Подобрувањето на државните системи е проблем кој што не може да се реши за 2 месеци, смета министерката, но имплементацијата ќе одговори соодветно и за даночната евазија со фактури. Тие искуства Македонија ќе ги краде од Словачка, каде веќе даночните услуги се електронски. Словенечкиот колега на Димитриевска-Кочовска не крие дека и тие ќе треба да учат од Македонија во делот на даночните затајувања и начинот како да се надмине тој проблем. Дигитализацијата може да ги реши сите оние проблеми кои што ние сега во моментот рачно ги решаваме. Јас искористив приликата малку да поразговарам со Ладислав додека бевме внатре, да го прашам околу дигитализацијата на нивната управа, која што исто така кажа дека не е идеална, меѓутоа во делот на системите е многу подобра од нашата, која што не е поврзана систем со систем. Тоа е една од работите која што исто така нели треба да се изработи, меѓутоа треба да се изработи како што треба. Ладислав Каменицки призна дека и завидува на Македонија што испорачува солидни стапки на економски раст, за разлика од неговата држава каде резултатите се многу поскромни. На друга страна ми можеме тоа што можеме ние да позавидуваме на Македонија, всушност дека вие имате економски разлик од 3%, за разлика од Словачка, кој што ние го имаме 1% ХДП. Исто така да зборуваме и за даночно затајување или за даночна евазија и особено овде сакаме да собереме искуства од Македонија, бидејќи дознавме дека имате уникатно искуство кое што е во однос на издавање на фискални сметки, бидејќи што се случува во Словачка, ние се соочуваме со истиот проблем, значи со даночно затајување или даночна евазија. Средбата на двајцата министри доаѓа по подпишаниот меморандум за соработка за развој на пазарите во Централна и Југоисточна Европа помеѓу Македонија и 7 земји членки на Европската унија. Подпишаниот документ ќе значи интеграција на финансиските пазари, создавање подинамична економска средина и нов извор на капитал за приватниот сектор.